15 на корисници на социјална помош од Кавадарци добиле барање за вонсудска спогодба за враќање на пари добиени на нивните трансакцијски сметки по основ на социјална помош. Ваквите барања според председателот на Сдруженијето Тиквешки роми Раим Сулејманов се испратени од Кавадаречкиот центар за социјална работа, бидејќи лицата што ги добиле имале прилив на пари од странство од нивни роднини. Сулејманов побара ваквите барања центарот да ги повлече бидејќи биле спротивни на законот. Сдруженијето на Тиквешки роми од Кавадарци, покрај сите активности и проблеми кои ги решава ова сдружение, токму наидовме на еден драстичен проблем преку Министерство за труд и социјална политика, подрачна единица Кавадарци, каде што имаме над 15, а званично може би и 20 решенија, каде што овие решенија се надминува и на лимит над 70.000 денара, каде што тоа е од нивна фамилија, пријатели и така натаму во таа жиросметка, но не знам, треба да ги подсетам дека со одредбите на Република Македонија се укинати преку Уставниот суд Скопје, преку младите правници, тоа во 2016 година. Но и понатаму, значи во подрачна единица Кавадарци се дава такви решенија на роми и не роми, односно доаѓа до такви неосновани стекнат паричен однос, односно и враќање во судско спогодување. Тоа е од нивна страна нелегитимно, бидејќи разговор од министерот за труд и социјална политика сум известен, исто така сум известен и од заменикот народен правобранител од Скопје, каде што треба да се поднесат представки и така натаму. Но тоа се практикува во Скопје, Тетово, Гостивар и така натаму, но ете од прости причини или разлог да Кавадарци тоа не го практикува, од која причина и ние самите како невладина организација не знаеме. Но ги молам како подрачна единица, заедно со директорот и нивните работници, да се јават во Министерство за труд и социјална политика, да се завршат таа работа, односно на сите овие кои што веќе име укинета социјалната помош, да повторно дојдат во Центар социјални работи и понатаму да ги си поднесат барања за примање на тие финансиски средства. Уште еднаш апелирам до сите роми и не роми, Сдруженијето на Тиквешки роми се наоѓа во Младински дом, поранешен Младински дом, до музејот, таму се канцелариите, доколку има и такви други лица, нека дојдат во нашите канцелари и понатаму ние ќе водиме таква постапка доколку веќе не излезат од Министерство за труд и социјална политика. Побаравме став и од директорката на Центарот за социјални работи Вања Маневска. Таа ги отфрла обвинувањата дека било постапено спротивно на законските прописи и нагласи дека Центарот за социјални работи секогаш постапувал во согласност со законите. Тенденциозни и паушални се ваквите тврдења и обвинувања, поради што можно е да поднесеме соодветни пријави против Сдруженијето, бидејќи се руши угледот на институцијата, велат од ЦСР Кавадарци.